Во време кога светот плута низ судбината чии текови ги крои коронавирусот, желбите за поубаво утре, многу среќа и пред се здравје како никогаш досега не биле толку искрени. И големи се разбира. Автомобилската индустрија има уште една исто така голема желба што побргу да ја зафати вирусот на електрификацијата. Недоумицата е за колку време во пензија ќе отидат електричните возила со батерии, кои најверојатно во догледна иднина ќе му отстапат место на водородот. Ова издание го посветуваме на моделите кои се најавени на глобалната сцена за 2021 година. Го тестиравме Ford EcoSport ST Line. Ова се доволни аргументи да останете со нас. Едно од поголемите жаришта на електрификацијата е Волфсбург, од каде годинава го очекуваме вториот значаен член на новото електрично семејство на Volkswagen. Со компактни димензии и користење на веќе лансираната механика, овој електричен кросовер со ознаката ID4 на почетокот ќе биде понуден само со заден погон, а потоцна ќе пристигне и верзија со 4 погонски тркала. Дизајнот му е препознатлив, а смалениот коефициент на отпорот на воздухот ќе му ја зголеми автономијата на 500 километри. Скроен е да импресионира со решенијата со кои во голема мерка се олеснува употребливоста на електричните возила. Затоа и му е зацртана глобална кариера и ќе се произведува и продава во Европа, Кина и Соединетите Американски држави. Цените досега не се споменети. Користејќи ги истите заеднички семејни ресурси, од Чешка ќе пристигне Ењак IV. Производството на овој модел, кој во многу нешта ќе дефинира иднината на Шкода, веќе е започнато во фабриката во Млада Болеслава. Освен по најновите дизајнерски линии на марката, ќе се разликува од ID4 по поинаков микс на трендовското и практичното. Како и другите базирани на електричната модуларна платформа на Volkswagen, ќе има погон на задните или на сите тркала, 3 големини на батериите и 5 силини на моторите од 150 до 306 коњи. Секојдневното користење ќе го олеснува традиционалната просторност на кабината, за која е понуден богат избор на решенија наместо класичните нивоа на опременост. Во Шкода веруваат дека сето тоа ќе придонесе за голема побарувачка за него, на која се подготвени да одговарат со дневно производство на 250 до 350 примероци. За разлика од своите братучеди, шпанскиот Елборн ќе настапува сосема поинаку. Беше најавен како Сеат, но набрзо беше донесена одлука да го носи амблемот на новата перформансна марка со премиум амбиции Купра. Заради тоа се истакнува со емотивноста и атрактивноста на дизајнот кој ги имплементира модерните трендови. Интериерот ќе биде изведен да ја отсликува филозофијата на марката со нагласена софистицираност и посветеност на деталите. Погонската механика со која ќе располага ќе биде избрана од постоечката палета, што е доволно да привлече внимание. Ќе се произведува во Цвика у Германија заедно со ID3, од кого ќе биде дистанциран со пристојна ценовна разлика. Од другиот крај на светот, Hyundai најавува дека во иднина ќе стане сериозен глобален играч во електричната трка, док толку што креираше посебна марка само за вакви возила. Ја нарече Ioniq и веќе ги најави првите нејзини модели. Ќе ги предводи Ioniq 5, кој ќе биде инспириран од концептот Hyundai 45, покажан на салонот во Франкфурт во 2019 година.
кросовер по вокација, корејскиот електричен адут ќе биде поставен на новата наменски развиена платформа која ќе се карактеризира со брзо полнење на високонапонските батерии и голема автономија. Таа ќе овозможи и поинаков пристап кон организирање на внатрешноста, додека изгледот на интериерот ќе биде сосема поинаков од останатата гама на марката. Првите испораки се очекуваат во јуни. Нешто порано од електричната кросовер класа ќе настапи и Opel со новата Mokka, но за разлика од другите, низината платформа е направена да прими и мотори со внатрешно согорување. Замислен како модел со кој Opel наново ќе се воведе себе си како производител на возила, со него беше промовирано и новото лице на марката наречено Vizor. Истото веќе го краси и многу сличниот, но сепак различен Crossland, за кој сме сигурни дека еден убав ден и тој ќе осамне во електричната изведба. Така да мислиме ни дава право механичката основа која е иста како и кај 2008, која веќе стана електрична. А од Peugeot во годината што е пред нас, многу вести не очекуваат, од кои први ќе бидат оние за финализација на спојувањето со Fiat Chrysler. Со него ќе биде создаден четвртиот најголем глобален автомобилски производител по обем и трет по приход. Ќе биде интересно да видиме како новата компанија Stellantis ќе ги организира своите големосериски марки автомобили, но сепак едно е сигурно. Што и да се случи, Fiat 500 ќе опстане. Тој веќе е на пат да ги освојува Европа и светот со својата најнова генерација, која во целост е електрична. Вечно популарниот модел е поставен на новата подолга и поширока платформа, која им овозможи на дизајнерите да му вградат уште една дополнителна странична врата. Со новата систематизација на PSA и FCA сигурно ќе остане и Maserati, чиј адут MC20 стигна до крајот на својот развој. Ке има и електрична верзија, иако барем во прв период љубителите на марката без дилеми ќе бидат посрекни и со новиот средишно поставен V6 мотор со 630 коњи. Со помош на 8-степениот менувач со двојна спојка, тие ќе го забрзаат до магичните 100 за 2,9 секунди и дотераат до максимални 325 км на час. Атрактивниот и аеродинамично оптимизираниот изглед ќе биде заокружен со примамлива цена, која ќе го смести во пазарната празнина меѓу најблиските конкуренти. Покрај електричната, понудата во периодот што следи ќе биде дополнета и со хибридна верзија на овој италијански спортист. Оваа година не научи дека среќата на вистина е во малите нешта, во љубовните прегратки, незаборавната дружба со пријателите, топлата трпеза со семејството. Овие празници да ги поминеме одговорно, во кругот на најблиските и со желби во новата година повторно да бидеме заедно. Среќни празници од Витаминка. Открите најновата понуда за Peugeot 208, 308 и 2008 по повод 210 годишнината на брендот.
до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Метрополис, број 1 радиомрежа. Годинава во Европа ќе има доста новитети од азијските производители и во разни категории. Орото ќе го водат јапонците, но ништо покуси не остануваат ниту корејците. Фокусот е повторно на моделите со теренско-урбан стил на каросерија во која е сместен потполно или делумно електричен погон. Во друга крајност одат спортските купеа, чија светска турнеја започнува од пролет. Сличен настап има и далеку помалиот, но еднакво провокативен и забавен за возење Subaru BRZ. Заедничкиот модел со Toyota во својата нова генерација задржа истата филозофија, чие влијание е дополнето со еволуираната механика. Моторот и понатаму е боксер, но сега со 2,4 литри и 231 конска сила. Шасијата е покрута, ослонувањето унапредено, а тежиштето уште пониско, што заедно со погонот на задните тркала дополнително ја подобрува агилноста на возењето. Исти цели има и Nissan, кој со концептот Z Proto го најави наследникот на 370Z, кој е на пазарот уште од 2009 година. Спортското купе обстана толку долго заради своите неприкосновени карактеристики, кои се рискиот модел што ќе произлезе од овој концепт мора да ги надмине. Тоа ќе треба да го стори со моќен V6 мотор со 2 турбокомпресора, чија сила преку мануелен менувач ќе се пренесува на задните тркала. Главниот адут на јапонската марка сепак ќе биде електричен. Се одзива на името Арија и представува вистинска музика за оние што не ги сакаат бензинските октани. Купе, кросоверскиот облик и техно изгледот го прават привлечен за поширок круг купувачи отколку Лив. Од него се разликува и поновата платформа која овозможи Арија да има една од најпространите кабини во својата класа. Во Европа ќе бидат понудени дури 5 изведби со различна силина, погон на 2 или 4 тркала и 2 пакета на батерии кои ќе овозможат автономија меѓу 380 и 500 километри. Поради пионерската посветеност на електрификацијата, Nissan уште силно верува во моделите со моторите со внатрешно согорување. Заради тоа моќен адут за годинава барем за европскиот пазар е Кашкај. Кога се појави во 2006-та немаше со кого да се спореди, а сега, иако класата која тој ја основа е преполнета со конкуренти, се уште е неприкосновен во многу нешта. Ќе биде првиот модел во Европа на новата заедничка платформа од алијансата со Renault и Mitsubishi. Наменети му се 2 хибридизирани погонски групи, а дизајнот ќе му биде доста сличен на неговиот американски пандан Rouge. Помал од него, но со исто така големо пазарно влијание е Hyundai Tucson, кој во новата година ќе го расшири новиот дизајн на марката промовиран со Elantra и Santa Fe. Истакнатите аглести светлосни групи во потполност го менуваат карактерот на каросеријата, чија просторност ја обезбедуваат новите пропорции. Долгата хабуба и кратките исфрлени делови на телото на овој начин му даваат и блага, но атрактивна купеовска форма. Моторната понуда, комбинирана од класични и хибридни агрегати, треба да помогне да поврати дел од пазарното учество, кое во периодот што измина му го презеде помалата Кона. На глобалниот пазар, перманентниот раст на продажбата на спортско корисните возила ги стимулира марките да представуваат овакви изведби во сите класи. Европејците одлично се држат на пазарот, додека во Соединетите Американски држави важат други правила. Добре дојдена е електрификацијата, но се уште не се напуштаат мускулестите V машини и кабините со пропорции на гарсонјера.
Пазарната кросовер чорба ќе ја зачини и Toyota со лансирањето на најмалиот ваков модел во својата гама. Базиран е на Yaris, со кој освен механиката го дели и името со додавката Cross. Изгледот кој му го дава повишената каросерија ќе го прави воздржано привлечен за една нова целна група купувачи кои ќе ги препознаат и неговите возни карактеристики надвор од асфалтот. Заради тоа, и како ретките од неговата класа ќе има изведби со погон на сите тркала. Посебно интересен ќе биде хибридниот модел, кај кој тркалата на задната оска ќе бидат задвижувани со електромотор, развијан според желбите и потребите на европските купувачи, заедно со стандардниот Yaris ќе се произведува во фабриката на Toyota во Франција. Своите позиции во кросовер арената ќе ги зацврсти и Volkswagen со лансирањето на Nivus. Тој својот глобален продор го започнува од Бразил, каде е и развиен. Оттаму во Европа ќе ја донесе својата привлечна купеовска форма, но не и моторите кои за тамошниот пазар се задвижувани со алкохол. Што ќе им биде понудено на европските купувачи ќе дознаеме кога ќе започне да се произведува во Шпанија. Главното место на сцената во овој сегмент во годинава што престои ќе биде резервирано за BMW iX. Баварскиот кросовер е првиот наменски развиен електричен модел на марката после пионерскиот i3 и има амбиции да воведе поинаков ред на нештата отколку што тоа го сторија конкурентите. Технолошки напреден, целосно дигитализиран и полуавтономен, тој нуди доста предности што допрва ќе се откриваат. Има габарити колку X5, од кој се разликува по помеко обликуваната каросерија која ја красат очигледно веќе неизбежните големи бубрези. Електричната погонска група од петата генерација ќе има преку 500 коњи и автономија од 600 километри. Голема сигурно ќе му биде и цената која ќе ја дознаеме при крајот на 2021-та. Од онаа страна на Атлантикот електрификацијата започна да го зафаќа и сегментот на пикапите. Во очекување на класичарот Ford F-150 и футуристичкиот Cybertruck на Tesla, General Motors го оживеа Hammer, сега како пикап со двојна кабина. За да го оправда моќното име што го носи, инженерите му наменија погонски систем со автономија од 560 км, 3 електромотори и монструозни 1000 конјски сили. Монструозна е и цената, поставена на дури $113,000 за првата серија, која ќе се појави при крајот на годината. Но тоа воопшто не беше пречка за Хамер да се заинтересираат дури 10,000 купувачи кои веќе си резервираа примерок за себе. Оние што не стигнаа да го сторат тоа ќе мора да се задоволат со Ford Bronco, но и за него ќе мора да побрзаат. Заради проблеми со синџирот на набавки, предизвикан од корона кризата, Ford го одложи неговото лансирање за ова лето, а со тоа и примањето нарачки. Со оглед на популарноста на името што го носи, привлечниот ретро дизајн и цената која стартува од само $28,500, сигурни сме дека за многу кратко време и тој ќе собере огромен број резервации. Кој ќе го направи тоа, ќе може да бира помеѓу верзиите со 2 или 4 врати и двете со по 2 моторни опции со максимални меѓу 180 и 310 коњи. Менувачот стандардно е автоматски со 10 степени на пренос, а кој сака најслабиот модел ќе може да го земе и со 7 степен мануелен. Планови за негова продажба во Европа барем за сега нема. Стариот континент ќе претрпи уште една загуба. Honda ќе ја затвори фабриката во Велика Британија, каде сега се произведува хештбек верзијата на Civic за цел свет. Заради тоа и не е прецизно познато кога и од каде ќе пристигне идната 11-та генерација. Не се познати ниту деталите за моторизацијата, но нема да се изненадиме ако Civic биде понуден во една или повеќе хибридни изведби. Тоа ќе го дознаеме кога малку ќе доближи терминот за лансирање на новиот модел, кој во Америка е предвидено за крајот на пролетта. До тогаш ни остануваат желбите за поубаво утре, многу среќа и пред се здравје на сите нас.
Додека автомобилскиот свет брза со електрификацијата, Toyota го прескокнува овој чекор и сериозно започна да работи на возилата со погон на водород. Во основа, исто електрични тие се разликуваат по тоа што струјата за нивното движење не ја складираат во батерии, туку ја произведуваат горивните келии користејќи го водородот како гориво. Проблемот е што оваа технологија е се уште во развој, заради што Toyota тргна со стратегија за трпелив, дури и наетлив нивен развој. Затоа и после 6 години и произведени помалку од 10.000 скапи примероци на Мираи, ја представи втората генерација на овој модел. Таа се карактеризира со значителни корекции на инженерингот кои придонесоа за подобрување на ефикасноста и автономијата. Но не е само тоа. Новата архитектура овозможува и поголема просторност, со што овој автомобил по поглед на неговото користење се доближува до денес во обичаените навики на возачите. Цената, иако намалена за 20%, и понатаму останува висока. Премиум дивизијата на Hyundai сакаше да го искористи салонот во Женева за свое официјално лансирање во Европа, но од тоа ништо не испадна. Принудното одложување Genesis го искористи да ја засили својата стартна позиција за освојување на стариот континент, што го стори со кросоверот GV80. Како прв ваков модел на марката, тој треба да го трасира патот на другите со своите премиум карактеристики, модерните технологии и за нијанса различен пристап од креаторите на овој сегмент на пазарот. Сепак има уште една карактеристика, а тоа е уникатниот дизајн кој зрачи со посебен персоналитет и не наликува на ништо друго. Изведен малку под измашаното корејско-американско влијание на вкусовите, тој на GV80 му дава сосема избалансиран изглед кој мудро се надополнува на механиката што ја има. Колку ќе успее да ги убеди купувачите, сепак ќе зависи и од цената, која е многу тешко да се прогнозира колкава ќе биде. Престојот во природата е прекрасен и ги полни батериите, но за жал имаме се помалку време да престојуваме вон затворен простор. Сепак, автомобилската индустрија многу обрнува внимание на возила кои имаат теренски способности или пак теренски изглед. Кај овие вторите, сегментот на супер мини автомобили со спортско корисна конотација е многу натрупан. Има преку 23 модели, но има и битни играчи и небитни играчи. Форд од неодамна е присутен во овој сегмент. Моделот EcoSport доживува своја втора генерација, а првата беше направена во 2013-та. Производството сега е прилагодено и за европските потреби. Но, погледнете што е направено веднаш. Задниот дел има добар простор во внатрешноста, односно во гепекот, околу 360 до 380 литри, но ставањето на отварањето на оваа врата е непрактично, особено за користење во градски услови. EcoSport има своја мисија, а тоа е да продаде што повеќе модели на европскиот пазар. Во својата прва генерација EcoSport беше наменет за пазарите кои доправа ке раснат. Па затоа направени се 4 фабрики, една во Кина, во Тајланд, во Индија и во Бразил. Сега втората генерација на EcoSport е стокнена по европски, бидејќи Ford не ќе да продава само во Јужна Америка и во
Азија. Една од главните одредби на Форд во својата филозофија на производство на автомобили е ергономијата. Иако екоспорт во изворната фаза беше замислен за поевтините пазари, ергономијата секогаш беше запазена. Во втората генерација на тест ја имаме изведбата ST-Line, што значи дека треба да е врвот на понудата по однос на естетиката и употребените материјали. Тоа се гледа веднаш на седиштата. Имаме интересни спортски седишта кои се прекриени со црна алкантара и кожа, опшиени со емотивна боја, црвен конец. Она што ми се допаѓа кај екоспортот, тоа е позицијата на возачот која е неприкосновена. Може би малку чуди поставеноста на 8-инчниот екран на кој се исцртуваат многу информации од инфотеймент системот, изгледа малце како чир на врвот на централната конзола. Не ми се допаѓа што се употребени тврди пластики, но за жал тоа е милје во денешницата на автомобилската индустрија. За пофалба се местата за одложување дребулии. Ова е длабока ладица, гледате, можете тука да спуштите дури и шише од 1 литар, но ако ставате дребулии, направени се овие пластични додатоци. Ми се допаѓа опременоста. Овој модел е опремет со најновата генерација на инфотеймент систем. Воланот спортски делува, а во внатрешноста имаме исто така и греење на воланот, што е многу позитивно во овие услови, и на седиштата. Ги имаме предусловите за убаво возење. Ова не е теренско возило и овие снимки ги направивме чисто за да дадеме една поемотивна нота на денешниот прилог. Одиме на асфалт, бидејќи екоспорт, како и сите останати модели во оваа класа, се наменети претежно за асфалт и тоа градски. Теренски стокмената каросерија е поставена врз база на малата Фиеста, која впрочем е една од најдобрите во својата класа според однесувањето и управувањето. Управливоста на екоспорт е сосема добра, но поради високото тежиште кое е направено да даде добри резултати на неасфалтиран пат, го прават малку возењето да се чувствува како да сте на брод. Кога има посилни свиоци, тогаш евидентно е дека морате да работите повеќе со воланот, бидејќи наклонувањето на каросеријата е изразено. Во овие 7 години на пазарот Ford EcoSport има најголем проблем што сите го споредуваат со својот донатор Ford Fiesta и очекуваат возни својства исти кока и Fiestата, но тоа благоречено е невозможно. Возните својства на втората генерација на EcoSport се во голема мерка подобрени во однос на претходниот. Се гледа дека инженерите на Ford вложиле многу труд и знаење како да ги спојат високото тежиште и одличното подпирање кое е направено за Fiesta. Едноставно извлечен е максимум, па возењето на новиот EcoSport е далеку позабавно и може да се смета на динамички добри својства. На тоа придонесуваат и EcoBoost моторите од 1 литар. Тие се 3-цилиндарски, но се разликуваат во силата. Послабиот од 123 конски сили го движи моделот што го имаме на тест. Тој многу добро се снаоѓа во оваа каросерија заедно со 6-степениот мануелен
менувач. Атмосферата на возачот е добра и се истакнува традиционалното Фордово однесување. Дека, што се однесува на возните својства, синиот овал не ќе да попушти. Тој е еден од најдобрите мејнстрим производители кои обрнуваат многу внимание на подвозието. Сегментот на субкомпактни, односно супермини возила, од кои се извлечени модели на спортско корисни возила е пренатрупан. Тесниот модел е опремен со ниво на опременост ST-Line која се истакнува од секојдневието, како и добриот мотор, може да се оправдаат овие 26.000 евра. Проблемот на сите овие возила е што се скроени да бидат трендовски, а не да излезат во пресред на желбите и потребите на купувачите. Сепак, производителите, иако се надпреваруваат во еден извонредно конкурентен сегмент, имаат своја приказка за овие возила. Од нив не отстапува ниту екоспорт, кој, ќе повторам, со својата втора генерација покажа дека Форд не е ориентиран само на производство на мејнстрим автомобили кои ќе ги задоволат основните инстинкти. Напротив, со ST-Line EcoSport покажува дека има капацитет да биде и во врвот на сегментот. Повторно сме на почетната позиција. Ford EcoBoost е интересна синергија на просторност, ергономија, пристојни возни својства, но и висока потрошувачка. Трицилиндерскиот 1 литарски EcoBoost му требаат, барем со мојот стил на возење, околу 8,5 литра на изминати 100 километри, што и не е мала вредност. 26.000 евра треба да се одвои за ST опременоста на EcoSport, кој вака стокмен изгледа многу добро. Се надевам дека многу добро ви изгледаше и ова издание на Автомагазин. Ве поздравувам и ви посакувам се најубаво до следната средба.